Што можете да направите кога се соочувате со намалена оваријална резерва? Старењето, за жал, не можеме да го сопреме. Тоа е природен процес, кај некој доаѓа побрзо, кај некој можеби со здрав и квалитетен начин на живот и да го забави старењето. Значи, можеме да влијаеме на подобрување на квалитетот на јајните клетки со здрава исхрана, медитеранска исхрана, односно антиинфламаторна, со која што се држи инсулинот во нормално ниво, значи не предизвикува инфламација, кога се внесуваат преку исхраната доволно антиоксиданси, јаглехидрати со низогликемиски индекс, односно сложени јаглехидрати, овошје и зеленчук, за да може да се внесат потребните витамини, потребните антиоксиданси кои што ни се потребни, доволно квалитетни протеини, да се редуцира црвеното месо, да се зголеме протеинскиот извор од друг извор, како што е јајцата, како што е масната риба и како што се масноти, здрави масноти, како што е маслиновото масло, јаткастите производи и така натака. Може би не е лошо и да се консултирате со нутриционист кој што ќе ви направи правилна исхрана за да може да го подобрите квалитетот на јајните клетки. Се препорачува физичка активност, сон 7 до 8 часа, обавезно избегнувајте алкохол, цигари и кофеин, за да можеме да го намалиме оксидативниот стрес на јајните клетки и секако ќе може да си помогнете и да внесувате и одредени суплементи. Многу е битно да знаеме дека јајната клетка, за да дојде до зрела форма која што може да се опплоти, треба да поминат 3 месеци од преантрален фоликул до зрела јајна клетка во овулаторен фоликул. Значи, во тој прозорец од 3 месеци ние можеме директно со промена на начинот на живот, помалку стрес, повеќе сон, физичка активност, правилна исхрана и суплементи да влијаеме да добиеме подобар квалитет на јајна клетка.